ова издание. Драматично во Конгресот. Барки одговара на прашања за извештајот на Мулер. Грешка ќе биде ако Северна Македонија не добие датум за преговори. Заклучок од панел дискусија во Вашингтон. Папата требаше да го посети и вториот Ерусалим, порачуваат Охриѓани. Ќе ви кажеме повеќе. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. На Меѓународниот ден на трудот, 1 мај, работниците ширум светот излегоа на протести, барајќи подобри услови за работа и почитување на работничките права. А во САД, драматичен ден во Конгресот. Главниот правобранител на САД, Вилјам Бар, денеска ќе одговора на прашања од законодавците по објавувањето на извештајот на Мулер за мешањето на Русија во американските председателски избори во 2016-та. Бар ќе се сретне со Комисијата за правосудство предводена од демократите, при што несомнено ќе се соочи со прашања во врска со напис објавен во Вашингтон Пост, дека Мулер контактирал со него за да влијае да ги објави резимејата на извештајот напишани од неговиот тим. Властите во сојузната држава Северна Каролина го идентификува осумничениот во вчерашното пукање во универзитетскиот кампус, при кое 2 лица се убиени, а 4 се повредени. Полицијата соопшти дека се работи за 22 годишниот Тристан Ендру Терел. Засега не се знае мотивот за пукањето. Во Венецуела и натаму владеја изголемена напнатост откако опозицијскиот лидер Хуан Гуаидо, кој има поддршката од САД, ја повика армијата да го собори активниот претседател Николас Мадуро. Жителите на Охрид, популарно наречен вториот Ерусалим, сметаат дека посетата на папата е важна за државата и европските интеграции, но забележуваат дека освен Скопје, папата требало да го посети и Охрид. Мики Трајковски. Во Балканскиот Ерусалим, како што уште го нарекуваат Охрид, на посетата на земјава на првиот човек на Римокатоличката црква, папата Францис, се гледа како на многу важен настан. Охриѓани велат дека неговото доаѓање е позитивно за целата нација и сигнал на силна поддршка. Позитивно гледам, со некоја добра цел, добра намера, да се зближи народот некако. Убаво се дошло во Македонија. Тоа е најубаво. Да ни даде малата Македонија, папата. Супер. Там дека афирмација е за Македонија. Папата не доаѓа секаде и мислам чест не направи што ќе дојде. Но некој пак смета дека папата не требал да го изостави Охрид од неговата агенда, бидејќи представува важен културен и духовен центар на овие простори. Бидејќи од Охрид почнала писменоста. Тоа значи дека и папата требал да дојде во Охрид. Во катедрала Света Софија и така натака. Бидејќи Охрид е повеќе познат него Скопје. Тоа е доживлеј, бидејќи таков човек, таква личност, ретко во Македонија доаѓа. Место Скопје требаше овде да дојде, не е во Скопје, ако веќе се оди на верска основа. За митрополитот на Деварска геческата епархија, владиката Тимотеј, доаѓањето на папата е важно пред со државен и национален аспект. Посетата на поглаварот на Римокатоличката црква е значено и за Република Македонија, бидејќи за прв пат доаѓа една без сомневање важна историска и значајна личност од пошироки размери. Сепак Ватикан као држава е малечка држава, нешто дури помала од нашата република, меѓутоа во своја улога како политичка и религиозна заедница има огромно значење во севкупниот свет. Сепак Тимотеј смета дека и покрај огромната важност која Ватикан ја има во светот, Римокатоличката црква не може многу да придонесе во решавање на црковното прашање кое МПЦ го има. Затоа што Римокатоличка црква се дистанцира, ова е чисто православен проблем, ние што го имаме, односно повеќе политички отколку верски. Предвидена е заедничка средба на папата со поглаварите на сите религиозни групи и цркви кои се регистрирани во државата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Северна Македонија заслужи да добие датум за преговори со Европската Унија. Ова го истакна учесниците на панел дискусија во Вашингтон посветена на Западен Балкан. Настанот го следеше Тоше Огњанов. Ќе биде грешка ако Северна Македонија во јуни не добие датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија.
Ова беше речено на вчерашната панел дискусија во Вашингтон, посветена на новите предизвици на Западниот Балкан, организирана од Универзитетот Џонс Хопкинс. Тоа повторно ќе им даде сила на националистичките и изолациони сили во Македонија. Во исто време, ќе биде и негативен сигнал и отварање на дилемата дали вреди да се биде прозападно ориентиран реформатор, кој прави болни компромиси кога државата која направила најтешки одлуки не е наградена. Тоа ќе биде студен туш врз реформаторите во регионот. Флориан Бибер истакна дека единствената причина поради која би можело да се случи одложување на почетокот на преговорите е домашната политика на Франција. Ова ќе биде предизвик за владите од Западен Балкан да убедат една земја членка на Европската унија која во последнава година не покажа чувство за лидерство. Ед Џозеф од Институтот за надворешна политика во Вашингтон истакна дека Северна Македонија заслужи да биде наградена за договорот што го постигна со Грција. Премиерите Заев и Ципрас презедоа голем ризик за да се постигне овој договор за мир. Многу е битно да се наградат лидерите што преземат ризик во име на мирот. Големо разочарување е што поради француското противење тоа е одложено. Даниел Сервер од Школата за напредни меѓународни студии во Вашингтон смета дека моделот на Преспанскиот договор може да се премени и во спорот меѓу Србија и Косово. Македонската резолуција има потенцијал да поттикне позитивен развој. Само помислете, ако не беше решен проблемот со името на Македонија, колку потешко би било сега решавањето на спорот меѓу Косово и Србија. Дискусијата беше заокружена со заклучокот дека покрај решавањето на меѓусебните проблеми, од големо значење за напредокот на регионот е зацврстување на демократијата и владење на правото, на што треба да се продолжи да се работи. Буџетски пари во медиумите, реклама или пропаганда и како тоа влијае на уредувачката политика на медиумот. Повеќе за ова од Владимир Мирчевски. Слободата на медиумите и непристрасното известување беа едни од клучните прашања кои се наметнуваа во последните 10 години во државата. Дали владата и министерствата треба да се рекламираат со буџетски пари во медиумите? Дали станува збор за реклама или пропаганда и колку тоа влијае на уредувачката политика на медиумот? Во периодот од 2006 до 2016 година во нашата држава се воведе пракса преку која владата стана еден од најголемите закупувачи на простор за рекламирање на своите кампањи и политики, како во електронските, така и во печатените медиуми. Независноста на медиумите, која е директно поврзана со финансиската стабилност, се најде под силен удар на буџетските пари кои се слеваа на сметките, а преку кои почна да се диктираат и уредувачките политики во некои медиуми. Анализите покажуваат дека во тој период само владата потрошила 38 милиони евра за рекламирање на своите кампањи во медиумите, без прецизен критериум при доделување на средствата. Владата на Никола Груевски потрошила речиси 38 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија на кампањи и пропаганда. Во овие 38 милиони евра, повторувам уште еднаш, не се внесени 2006 година, 2007 година, 2016 година. Исто така не се внесени ниту кампањите кои ги правеле посебно министерствата. Така што можно е оваа конечна бројка да е далеку поголема. Токму затоа новата гарнитура во владата донесе одлука со која се запреа рекламите во медиумите. Една од првите мерки што беше донесена беше одлуката за стопирање на владиното рекламирање. Рекламирањето не е транспарентно и отчетно информирање, туку многу повеќе пропаганда која се злоупотребуваше во изборните циклуси што ги организираше претходната влада. Сепак, буџетски пари се уште се трошат за реклами и кампањи. Во кампањата за референдумот, одржан во септември минатата година, која ја водеше собранието, беа потрошени 900.000 евра за закуп на простор во електронските и печатените медиуми, а најголем дел од околу 80% од колачот добија телевизиите со национални концесии. И за претседателските избори партиите кои стојат за трите кандидати водеа агресивна кампања преку медиумите. Рекламите во медиумите ќе бидат платени со парите добиени од буџетот преку Законот за финансирање на политичките партии. Кога станува збор за поларизација на медиумите во државата и нивната евентуална наклонетост кон една или друга политичка опција, тоа најмногу се забележува кај интернет порталите кои не се опфатени со Законот за медиуми. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ. Почитувани гледачи, се извинуваме поради ненамерниот превид. Прилогот кој што го погледнавте беше на нашиот колега Огнен Чанчаревиќ. До видување до утре во истото време.